Почитувана подпредседателке, почитуван колега Гордан Георгиев, навистина вие сте може би еден од ретките пратеници на СДСМ за кој лично имам високо мислење. И навистина ве слушав со внимание и очекував една добра анализа во врска со извештајот на Европската Унија, со тоа што ќе ги спомнете сите и ќе ги нотирате сите слабости кои што ние како држава треба да ги унапредиме во наредниот период, меѓутоа исто така и ќе ги пофалите сите добри работи во областите каде што има навистина напред. Бидејќи внимателно ве слушав цело време додека зборувавте, навистина сум изненадена до нашто 10 минути го потрошивте времето на говорниците. Од вас слушнав само за убиството на Мартин Нешковски, за бунт и кризи, за Груевски како тоталитарен режим, за меници на мене и моите колеги, за тоа дека некој вас ве нарекувал предавници, за тоа што рекол Вацлав Хавел, а патем вие држите седници во зградата на поранешната ЦК или Комунистичката партија на Македонија. Вацлав Хавел, ако по нешто е познат како борец против падот на комунизмот. И од сите 10 минути од вашиот исказ, јас навистина не можев нешто да нотирам со кое што би било полезно и би го земале во предвид во наредниот период. И верувајте, ова ви го кажам наискрено, како сакате, подсмевајте се на нас, пратениците од ВМРО ДПМН, не подценувајте, не живеете на други галаксии, како што велите дека сте различни галаксии со мојот колега и така натаму, меѓутоа, тоа е моја лична перцепција, а верувам дека е перцепција и на поголемиот дел од граѓаните, кои што барем од вас, кои што не сте ниту Јани Макардули, ниту Емилијан Станковиќ, кои што се подолго време в политиката и така натаму, па може да употребуваат одредни тука и фрази, па Јани да диктира како зборува и така натаму. Од вас навистина очекував како млад пратеник да слушам нешто попама. Меѓутоа, од тоа ништо и затоа како сакате ме сватете, меѓутоа не ви личи улогата која што играте тука. Навистина не ви личи, вие не сте таа фаца на Јани Макардули. Благодарам.